во една традиционална манифестација која од година на година ќе ја надградуваме. Форест Фест, впрочем, и замислен како манифестација на која ќе можат да се представуваат, да се презентираат на некој начин потребите и желбите на собствениците на приватни шуми и како и на кој начин тие да ги унапредиме. Затоа, она што значи комуникација и она што значи градење на некакви партнерски односи со институциите, Националното здружение веќе години наназад ги гради и со задоволство да констатирам дека со Министерството веќе сме во фаза на стратешко партнерство, да констатирам дека со јавното предпријатие и Министерството имаме подпишано меморандум за соработка, да констатирам дека соработката на локално ниво секогаш била коректна, и дека, впрочем, еве, и овој пат тоа е случај. Секако користам можност да го поздравам, односно да ги поздравам представниците на Македонската православна црква, кои и денес се со нас. И еве, предпоставувам, како што реков, дека оваа ќе биде традиција која се надевам долго ќе живее. За тоа да може да се случи, веројатно контрибуцијата на сите нас ќе мора да биде неизоставен дел во понатамошната наша активност и еве и сега ве повикувам многу поактивно да се вклучиме веќе во некои наредни активности кои допрва ќе следуваат. Со големо задоволство да ги поздравим членовите на Сдруженијето кои дојдоа од цела Македонија, значи тука сме 26 општински организации во Македонија и еве после скоро 2 години пауза, како што рече нашата најавувачка, имаме можност поново да се сретнеме што се вика во живо. Особена чест и задоволство ќе ми биде ако се протече и заврши во најдобар ред и од Форест Фест 2022 да заминеме со убави спомени и желби за, како што реков, оваа традиција да продолжи. Благодарам. Како домакини на овогодинешниот настан, ја повикувам госпоѓа Виолета Ѓоргиевска, председателот на Советот при општина Пехчево, да ни се обрати. Ви благодарам. Почитувани организатори на овогодинешната манифестација Форест Фест 2022, а воедно и членови на Националното здружение на собственици на приватни шуми, почитуван господин Војо Соколовски, председател на Здруженијето, почитуван господин Трајан Димковски, представник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитуван господин Никол Чокиров, представник од Национални шуми, почитувани представници од локалната самоуправа на општина Пехчево и Берово, почитувани присутни, добар ден. Задоволство ми е што сум денеска меѓу вас како дел од отварањето на оваа манифестација, која што го афирмира и популаризира приватното шумарство. И имам чест да ве поздравам не само како представник од локалната самоуправа на општина Пехчево, туку ете и како собственик на приватна шума и ете сакам да напомнам дека мојот покоен татко беше член на Здруженијето уште од самиот почеток од неговото оформување. Сите сме свесни дека шумите се наше големо богатство, тие се многу важен природен ресурс и се важен економски и еколошки фактор, но исто така сме свесни дека се соочуваат и со многу опасности и катастрофи, предизвикани што од природата, што од човечкиот фактор. Ете и самите минатата година бевме сведоци на големиот пожар што ја зафати Малешевијата и ќе искористам приликата да им се заблагодарам на сите кои што се бореа со таа огнена стихија која што уништи 5000 хектари шума и шумско земјиште, од која дел и во приватна собственост. И заради тоа делувањето на ова здружение е многу важно и истото треба да добива голема поддршка од Министерството, за да може да делува за афирмација и заштита на приватните шуми. Голема благодарност до организаторите што одлучија отварањето и дел од активностите на Форест Фест 2022 да се реализираат токму тука во едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево, општина Пехчево. Ви благодарам и ви посакувам пријатен престој за време на активностите на манифестацијата.
како добри домакини, ќе ја повикаме представничката од Советот на општина Берово, господја Славица Фурнеджиска, да ни се обрати. Добар ден, почитувани присутни, почитувани гости, драги пријатели. Чест и задоволство ми е што сум дел од овој настан денеска, како член на Советот на општина Берово. Поздрав од градоначалникот кој од оправдани причини не можеше да биде присутен. Задоволство е да се биде дел од овој традиционален настан, како што најавија 6-ти поред. Особено важен оваа година затоа што ќе го потенцираме катастрофалното случување околу пожарите оваа година и ќе делуваме како дел од едукација понатаму за да не ни се случи повторно една таква катастрофа. Чест и задоволство е да се биде како поддршка која постојано ја дава локалната самоуправа на општина Берово во делот на Форест Фест и во делот на функционирањето на приватното предпријатие на шумите. Ви благодарам за вашето присуство, за поддршката што денеска ја даваме на настанот, тоа да продолжи како традиција. Дводневниот настан ќе остане сигурно запаметен како и претходните што ги памтиме и сме дел од нив. Ви посакувам пријатно попладне и убав дводневен настан. Благодарам. Чест и задоволство ни е што ги имаме тука присутни високи представници и функционери на државните институции. Па го повикувам господин Никол Чокиров, помошник на генералниот директор при јавното предпријатие, да ни се обрати. Благодарам. Почитувани колеги и колешки, почитувани собственици на природни шуми, любители на шумите и на природата. Задоволство ми е во мое лично име и во името на генералниот директор на јавното предпријатие Национални шуми да ви посекам добродојде на овој настан на отварањето на Форест Фест, кој оваа година се одржува во Малешивијата. Во Малешивијата, каде што имаме исклучително солидни две подружници, Рамна река Пехчево и Малеш Берово. Значи, уште еднашка ви посакувам срдечен престој да во текот на овие два дена, во текот на оваа дводневна програма си поминете убаво, програма која што е раздовидна, програма која што е едукативна. Благодарам. Почитуван господин државен секретар во Министерството за шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, ве повикувам да ни се обратите со ваш говор и свечено да го отворите овогодишниот Форест Фест. Благодарам. Пред се би сакал да го поздравам председателот на Сдруженијето на национални шуми на приватни собственици, исто така сите членови присутни кои денеска и утре ќе учествуваат во активностите, секако почитувани представници од национални шуми, од локалната самоуправа, присутни гости други. Секако дека посебен чест е денеска да се биде овдека на еден настан кој што е вака добро организиран, докажана организација и секако поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И би сакал само да напоменам дека да, после 2 годишни паузи, каде што ги имавме и самата програма сега зборам, а знаеме дека таа програма се рефлектира и на активностите, оваа година повторно, ако може така да се каже, влегуваме во темпо, каде што за 2022 50 вакви локални манифестации се поддржани од страна на Министерството во висина од максимум до 120.000 денари. Тоа е еден дел кој што сакаме токму она малите места, малите идеи кои што треба да живеат и да се развиваат и да растат. Ова идеја која што ја вие водите, ја реков мали, но ова не е мала, бидејќи токму зборуваме за еден огромен број на приватни собственици кои што многу малку се експонирани во јавност.
Вие денес како сретнете обичен граѓани и ако го прашате дали има приватна собственици на приватни шуми, верувајте ми дека 90%, ако не и повеќе, ќе кажат дека не знаеме дека има приватна шума. Затоа велам, токму ова здружението е многу битно, како национално, кое го обединува сите, кое што ги има отворени врати во Министерството и во другите институции секако, таму каде што е неопходно. И она комуникација која со овие години ја имаме и креирање на нови мерки, тоа не значи дека имаме мал прогрес, но и јас искрено може да кажам дека треба уште повеќе да се направи. Токму ова присуство мое и разговор со вас дава и нови идеи. Токму сега разговаравме за некои нови можности да видиме како може преку нашите програми сето тоа да го внесеме за една одредена финансиска поддршка, бидејќи сепак и како се битни и значајни за одржување и стопанисување на самите собственици на овие приватни шуми. Се надевам дека ние ќе продолжиме како Министерство да поддржуваме вакви локални манифестации. Вашата манифестација Форест Фест да се биде традиционална, каде што секоја година ќе биде помасовна, подобро и покреативно, бидејќи сега на шала рековме дека и утре ќе се вози, така да тоа е дводневна, значи кој што става активности кои што привлекуваат внимание. А која е вашата цел? Токму тоа да привлечете внимание на јавноста, околината, дека да, ние сме тие и ние нешто правиме, треба да не видите и да не слушнете. Да, ние работиме, создаваме капитал, вишок вредност и се, но и на нас ни треба поддршка, соработка или креирање на нови политики. А сето тоа можеме да го направиме сите заедно. Во делот на креирањето на нови политики, убаво што само ќе напоменам, односно ќе најавам, видов дека ови има убави преработки од овошни шумски видови, бидејќи кога зборуваме за планините, за дрвјата, шумите, малку ги заподзабораваме сите овие околу дрвјата, ви рекол, и се е тоа една можност каде што може да допринесе на семејството, на општеството, на промоцијата на државата понатаму и слично. Би ги споредил само за појасно да биде тоа е програма што ја сега направивме за мали винарии, но за од буџетот 23-та со ребалансот се ставени одредени средства и ние за бргу време, можеби месец, два најмногу, ќе објавиме нова програма која што ќе се однесува на животинско и неживотинско потекло, односно преработка на овие два вида, а тоа значи продажба на прак. Токму малите, како примерно што сега го имаме, како сето тоа да може да си го продава од прак, легално да го стави во локални маркети, легално во доколку туристите идат, во одредени ресторани или слично, каде што овој производ, бидејќи движењето, ако ги следиме трендот, сите кога отидеме некаде туристи или слично, сакаме да пробаме локална храна, локален пијалок. Знаеме дека по маркетите ги имаме тие мултинационалните компании, огромни ланци, но секојаш кога ќе отиде некој можност е токму да го види што е тоа локалното. Затоа велам дека ова е убава можност и само да напоменам, тие програми се со 10.000 евра грантови кои што се исплаќаат преку Министерството. Програмата иде преку Министерството, не е преку платежната агенција, доста е брзо за исплата на сето тоа и единствен услов е у тоа дека треба да бидат регистрирани во Агенција за храна и ветерина со минимум стандарди кои што можат да ги обслужуваат и да ги продават, каде што гарантираат за безбедност на храна. Сето тоа, дополнителните средства имаат 1000 евра за технолог, доколку имаат потреба да користат во преработка на, односно на винарството користат енолози. И во тој еден сегмент, за да ги подобриме овие услови, да потикнеме токму таква една локално производство, нашава идеја е да постигнеме 100 од растително производи, 100 вакви мали фирмички преработки кои што утре ќе прераснат, бидејќи токму сакаме да ги поделиме. Големите идеат преку ИПАРД програми, се тоа што е помало сакаме да го потикнуваме преку националната програма. Но да не должам, би сакала, на крај пак да ве поздравам сите. Драго ми е што сум денеска со вас, што ќе се дружиме овдека ова пријатно време и чест ми е да го прогласам сајм, односно манифестацијата за отворена. Честита нека и долговечна. Благодарам.